Помина речиси 30 на години, кога во тоа време работев во тогашната телевизија Скопје, денешната македонска телевизија, во утринската програма Добро утро Македонија, кога во 1992 господово лето го посетив кавадаречкото село Сопот и за него направив кратка репортажа. Ете како што вели народот, Господ милувал повторно да дојдам во ова населено место, но овој пат по покана на Организациониот одбор на Сдруженијето на граѓани Џаламари, на сам ден на Василица да направам нов документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија, така и за василичарското празнување, чии адети и обичаи се пренесуваат од колено на колено низ времето што одамна минало. Иако со години речиси ги посетувам сите православни христијански празнувања во нашите села, така да речам никако не му доаѓаше редов да направам документарен запис за василичарите. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Сопот кинишав ден пред Василица, тргнав рано, мошне рано, но овој пат не со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 и кусур години ми е верен сопатник, туку со редовната автобуска линија Скопје-Неготино-Кавадарци, кој автобус според возниот ред од автобуската станица во Скопје во правец на Кавадарци поаѓа секој ден во 12 часот и 30 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брза автобусот со кого патував, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, помина низ Таорската клисура, застанувајќи кратко во автобуската станица Велес, продолжувајќи во правец на Неготино и овдека застанувајќи кратко во Неготинската автобуска станица, упатувајќи се во правец на Кавадарци и по неполни 30 на минути се симнав на автобуската постојка во селото Марена, каде што ме пречекаа моите домајчини Джовонко Костадиновиќ, во околината попознат по прекарот Брус Ли и неговиот пријател Тошо Наумов. Добар ден! Абе ти си без оневе? Добар ден. О, поштовање. Арен, добар? Добар. После 30 години се гледаме. Кај беше кај намина овдека во Сопот? Имаме некои пријатели така. Аха. Вие славите Стара Нова година? Славиме. Како може да не слават Марена? Слушај. Не дека е Марена метропола на Балкан. Така, слушај вака едно. За два града, Кавадарци и Неготино, само може да бие Марена. Слушај вака едно, Зоне, утре здраве Господ, некаде плаништето ќе наминемо Марена, договорено? Не некаде, не обавезно да намине. Ќе дојдам, кажи им таму на твоите, на нашите срчи пријатели, дека ќе дојдам. Кој ни е пријател, сам се каже. Откако што се вели, се историвме здравоживо со моите пријатели, со нивното возило се упативме во правец на селото Сопот. За кратко време пристигнавме во селото. Почитувани мои, може би се прашувате зошто во селото Сопот дојдов ден пред Василица, затоа што имав две причини. Едната, да ги надополнам моите досегашни сознанија за битисувањето на ова село, а другата мештаните да ми ги раскажат старите адети и обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат за Василица, а преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидете дел од нив, со надеж дека помеѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат
и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистрежат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. На самиот почеток на нашето дружење, моите домајчини Звонко Костадиновиќ и Тошо Наумов ми напомнаа да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична вреба, затоа што празнувањето започнува некаде во приклучерината, кога на Шечелово, околу запалениот Василичарски оган, се собира сиот народ, каде што до раните утрински сати се игра и пее, од каде што тргнуваат нашите василичари, кои овде во нашево село Сопот ги нарекуваме џаламари, тргнуваат и влегуваат во секоја куќа, каде што секое домаќинство ги пречекува со греана топла тиквешка ракија, ги дарува џаламарите, кои со ракија, кои со вино, кои природно сушени колбаси, мевце сторено во каче, и сето тоа трае речиси цел ден, каде што приклучерината, селаните, џаламарите ги пречекуваат во селската црква. Почитувани мои, ете Господ сакал на стара нова година и на Василица да дојдам овдека во Кавадарчето село Сопот, да направам нов документарен серијал за ова село, а да направам документарна емисија и за старите адите обичаи, кои што од колено на колено се пренесуваат овдека во ова село Сопот за стара нова година и за Василица. Ете овдека, покрај овој распратен оган, кој што е символот на новата година, символот на новата Берчета година, да направам нова репортажа по покана на мештаните од селото Сопот. Почитувани мои, пред да го проследите василичарското празнување во селото, кое започна некаде во приклучерината на селското средсело, каде што сето село беше дојдено на дочекот на православната нова година, меѓу народот попозната како Василица, предлагам да ве запознам со моите досегашни сознанија за христијанскиот светец, теолог и епископ од Кападокија, Мала Азија, Свети Василий Велики. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството. Роден во 330 година во Неокесарија, во Понт, од родителите татко Василий и мајка Света Емилија, кои двајцата потекнувале од познати богати фамилии, но уште позначени по својата христијанска вера и живот. Василиевата баба по татко, Света Макрина, била ученичка на Свети Григорий Чудотворец, епископ во Неокесарија. Младоста му поминала во времето на царувањето на царот Константин I Велики. Свети Василий најпрвен се школувал кај својот татко, кој бил реторичар во Неокесарија. Тој го продолжил понатамошното школување во Неокесарија, Кападописка, каде школски другори му биле Глигори и Назинијан и Јулинијан апостата од Кесарија. Свети Василий заминал за Цариград, каде кратко време учел кај елинискиот ритор Ливаниј, а потоа во 352 година заминал во Атина. Таму ја проучувал филозофијата, диалектиката, реториката, астрономијата и медицината. За Василиевото образование најдобро сведочи неговата голема ерудиција, која се сретнува во неговите дела, каде големиот познавач на класиката Фотиј го става во ранг на Платон и Демостен. Од Атина заминал во Ерусалим, каде што бил покрстен од страна на епископот Максим во реката Јордан, а потоа ракоположен за отец во црквата. Според христијанското верување, Свети Василий го раздал својот имот на сиромашните, а во 357 година заминал за Александрија, Египет, Палестина, Месопотамија, уќејќи го монаштвото. Во областа на монаштвото оставил многу поуки. Зборувал и пишувал за покајанието, пороците и добродетелите, смртта и воскресението на душата, спасението.
Во Египет останал кај архимандритот Порфитий, каде се задржал околу 1 година. Потоа повторно го посетил Ерусалим. Во 360 година бил поставен како џакон, а подосна и како свештеник. Во 370 година Свети Василий станал епископ по смртта на Евсевий. Погледите за заштитниците на никејската вера се свртиле кон Василија. Против неговиот избор за архиепископ на Кесареја Кападокиска биле аријанските кривоверци, бидејќи се плашеле од неговите храбри проповеди и разобличувања. На ова должност, според христијанството, Свети Василий честопати испречал кон верниците канонски поуки и совети, кои подоста станале канони за целата црква, изградил многобројни болници, старечки домови. Мирот во црквата Свети Василий не го доживеал и покрај тоа што нему му се препишуваат најголемите усилби за Вториот Вселенски собир во Цариград 381 година, каде се донела одлука против сите ереси и раздори против кои Василий се борел. Починал на 31 декември 378 година и свечено бил погребан на 1 јануари 379 година, ден кога се слави и неговиот помен. Дел од останките на Свети Василий се наоѓаат и во црквата Свети Кирил и Методий во Струмица. Во црковните богослужби најчесто е нарекуван пчела на црквата Христова, која им дава мед на верните и осело на кривоверците. Сочувани се многубројни дела на овој отец на црквата, како што се апологетски, богословски, подвижнички и канонски и литургија наречена според неговото име. Василиевата литургија се служи 10 пати во годината и тоа на 1 јануари, наш проти Божик, на Велики четврток и на Велика сабота. Почитувани мои, ова кратка аудиовизуелна документарна разгледница, така да речам, не би била комплетна ако не ви пренесам дел од дочекот на Василица, поточно речено пречекот на новата христијанско-православна година, која се празнува според јулијанскиот календар. На старото 2022 господово лето му се ближеше крајот, новото 2023 господово лето надоаѓаше. Преквечерното небо над Сопот беше ведро, времето релативно топло, иако зимско, толкму прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детал. Накај целото како бисер гердан се зареди врвулице народ во правец на малото урбано плоштадче. Сред целото набрзо се наполни со народ. Во пригодно изграденото огниште, уште рано из утрината мештаните ја наредија кармата на сурови дабови суровици. Како по стар адет и обичај, највозрасниот селенец со чакмакот ја потпали ситно дробената сува ржанова слама. Пламените јазици најсетне кротко ги милуваа по блиските суви дабови, наполовина пресечени, една врз друга пирамидално наредени цепеници, а потоа и дебелите дабови трупци. Набрзо, пламените јазици и искри се вивнаа во небесната темнина, осветлувајќи го се целото, а околу распламтениот оган најсетне се наредија највозрасните селани, пред нив дечињата, а зад нив ергените, што туку замомените чупиња, а зад нив што туку армасаните ергени чупиња, а околу нив соборскиот народ, каде што овогодишниот домаќин исто така според стариот адет и обичај, најсетне старците, потоа ергените, што туку замомените чупиња, што туку армасаните ергени чупиња и соборскиот народ со топла ракија, поканувајќи го соборскиот народ да присуствува на испраќањето на старата и дочекот на новата година. Почитувани мои, предлагам дел од оваа многовековна традиција да проследите во продолжение на оваа репортажа.
Јас сум Маријан Михов, од фамилија Михови, од Страгол потекнува, позната како Мантевци. Мајка Ленча, татко Милан, сопруга Марија, син Милан и помалиот син Борис. Што беше мотивацијата да ти да бидеш ова година меѓу така да речем први меѓу еднаквите да се организира ова традиција? Ова традиција се организира оддавно, колку што памтам, ја 45 години сум. Секоја година како ова се крши погача и лади ми се падна паричката мене. Како се чувствуваше? Ти се радуваше ли душата? Да. Се многу среќен, возбуден. Се гордеш ли што денеска овдека со целото е препълно се народ, а утре и сутрина ќе се оди по нестар Ante ти обичај. Ќе може ли да ми кажеш како оди обичај утре и сутрина, кое време се тргнува? Утре се почеја од тука од 5 или 6 часот се преправаат во джаламари, во маски и шетаат по цело село од кујче на кујче. После завршуваат и одат во црквата, ручек има таму и така. Овде до тебе? Синот, постарен син Милан. Јас сум Милан Мишов, постарен син на Маријан. Се радуваш ли што овдека во селово е многу младо? Што ден денеска се одржува традицијата и се надевам дека ќе продолжи ова и наредни генерации. Што е тоа што те влечи да бидеш тука во ова село во Сопот? Па, што е тоа? Добар народ, Роден крај? традицијата, роден крај, да, како прво, традицијата се одржува нон-стоп секоја година, сите ја поштуваат таа традиција, ја негуваат, си го поштуваат своето и тоа е тоа. Ова да прашам, од кога сите оние дарови ќе му и бидат дадени на џамаларите, каде се оди осум црквата после тоа? После сите дарови се прави лицитација на сето тоа, сите савани може да присуствуваат, да си купат од тоа и дел се остава дар како црква, на црквата се остава како дар, дел од сите дарови од селото. Почитувани мои, кога бев дете пред 60 на години, во моето село Рилево за Коледе, за Барник и за Василица пеја една песна, која што таа песна ја запаметив, која што мене како дете ми ја пееше мојата баба, а таа гласеше вака. Збирајте се коледари да играме коледица, еднаш ми е во година, како цвеќе во градина, си имаше, си немаше, златни чаши и каначи, да си канам, слава Бога и Божица, ој, а имаше што една. Збирајте се, Василичари, да играме Василица, еднаш ми е во година, како цвеќе во градина. А имаше што една, посветена на домаќинката на кметот. Вика, Устај, устај, Николице, имаш сина за женење, имаш ќерка за мажење, где имаше да си каниш, слава Божа и Божица. Ој! Ова моја порака на сите баби во Република Македонија. Ова песна божична, ова песна која што се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено, меѓу македонски народ, да ги пренесуваат на нашето младо поколение. Почитувани мои, додека го гледате распламтениот оган и пламените јазици и искри кои високо се издигаа во вечерните небесни височини, предлагам да ве запознам со моите сознанија за јулијанската нова година, која се прославува во Источната православна црква, во која припаѓа и Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Новото господово лето, според јулијанскиот календар, започнува вечерта на 13 наспроти 14 јануари, која се сопаѓа со празникот Обрезение Господово
и Свети Васили Велики. Ова традиционално датирање на новата година се нарекува православна, затоа што се враќа во времето кога властите во Русија и Источна Европа го користеле јулијанскиот календар, која се уште е користена од некои јурисдикции на православната црква. Литургиската година на православната црква всушност започнува во месец септември. Празникот е интересен бидејќи ги спојува световните традиции на доаѓањето на новата година со обичаите на христијанските православни божични празници, како што е Коледе. Во пеењето на васеличарските песни е опфатен тропарот на Свети Васили Велики, а палењето на огнот ја символизира светлината Божја во новата година. Новата година со јулијанскиот календар е се уште неформално почитувана и е широко уживана традицијата на прославување меѓу православните народи. Прославувањето на јулијанската година денешка како традиција се сочувала како во Русија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Словачка, Полска, Црна Гора, Грузија, Азербејџан, Казахстан, Молдавија, Украина, Велс, кај германските кантони во Швајцарија, Галската земјица во Шкотска, берберските народи во Северна Африка од Мароко до Либија, каде што берберскиот календар речиси се сопаѓа со јулијанскиот, во тамилските земји, меѓу која и Тај Понгал, и нивниот календар речиси се сопаѓа со јулијанскиот, каде што на Василица сонцето го завршува патувањето кон југ и започнува да се движи кон север, како и меѓу македонците во Австралија, Соединетите Американски држави, Канада, Нов Зеланд и европските земји. На 14 јануари православниот христијански народ слави три празници: Обрезание Господово, Свети Јован Крстител и православна Нова година. Поради совпаѓањето со Свети Јован Крстител, овој празник е наречен Василица и се поврзува со верувањата и празнувањата со православна Нова година. Значи Василица се наоѓа во тие 12 така наречени некрстени денови, денови во кои Исус не бил крстен, и тогаш ѓаволите се мачеле да го убедат да не се крсти, за да не се исполни волјата Божја. Имено се смета дека овие 12 крстени денови биле опасни за човекот, затоа што тогаш се движеле мртвите, имало многу вампири, самовили, караконџоли и други негативни сили, кои што по секоја цена се обидувале на луѓето да им напакостат. И од тие причини, луѓето за да се заштитат од тие негативни демони, не работеле тешки работи. Меѓутоа правеле и одредени магични действија за да се заштитат од таквите штетни делувања. Се правеле разни игри и обичаи од кои познати се бабарските и русалиските кои што останале на тлото на цела Македонија. А најпознати пак се драмските игри со маски кои што ги има буквално на цела етничка Македонија и се познати под различни имиња, зависно од имињата на учесниците во таа драмска игра. Имено во Охридско се познати како Василичари, во Тиквешко се познати како во Битолско се познати како бабари, во Скопје како џамалари, во Тиквешко како џаламари, во Разлошко се познати како сурваскаре, во Костурско и воопшто Егејска Македонија како ешкари. Овие драмски игри, значи тие играчи ги играле во сите 12 некрстени денови, меѓутоа најмногу се поврзани за денот Василица. Сакам да истакнем една интересна работа, еден интересен феномен, дека за разлика од многу други православни христијански празници, за овој празник децата имаат различен тип на ритуали во однос на старите. Имено ритуалите од децата во многу нешто се поврзани со бадниковите игри, односно тие прво стоеле покрај огнот, а потоа оделе по куќите, пееле песни и добивале подароци. Овие песни што ги пееле децата немаат некоја мелодична или музичка вредност и обично биле со скандирање и со извикување обично на почетокот и на крајот и во многу нешто се слични на бадниковите песни. Тие песни практично биле со желби за богата и за родна година. Децата носеле исто така гранчиња, дренови и сливови, сурови, и со тие сурови
гранчиња символично ги удирале старите и болните и таа постапка се викала суровење. И со тоа сакале да им посакаат, значи, на старите и на болните да бидат сурови, да бидат здрави, како што се здрави гранчињата. А ова се однесувало не само за луѓето, туку и за домашните животни, значи за стоката, пред се за коњите, за воловите, за овците и домаќините, обично василичарите ги внесувале и во шталите. Додека пак, старите луѓе подготвувале маски и прибирале разни реквизити како звонци, клопотарци, тенекиња, тенџериња, музички инструменти, кавали, тапани, гајди и така натаму, со кои што предизвикувале бучава. Значи тие предизвикувале и веселба, и расположение да предизвикаат, меѓутоа и предизвикувале голема галама и бучава за да ги истераат лошите духови. Обично на овие ритуали се викале луѓе кои што биле шеговити, кои што имале смисол за хумор. Во тие драмски игри сакам да истакнам дека секој од тие учесници имал своја конкретна улога и свое конкретно задолжение. И значи тие имале опрема и елементи кои што потсеќале многу на фолклорниот театар. Василичарите своите ритуали не ги изведувале во куќите, луѓето не ги прибирале во куќите затоа што биле многу вулгарни. Меѓутоа своите игри ги изведувале во дворовите и како возврат за тоа што го правеле, биле дарувани после тоа со месо, со граф, со зелка, со брашно, со масло и така натаму и правеле заедничка гозба. Онаму, каде што немало да бидат дарувани, правеле проблеми, кршеле. Исто така, многу се внимавало во тие ритуали да не се сретнат помеѓу себе две василичарски групи, затоа што доаѓало до жестоки тепачки. Карактеристично е дека многу нешта од овие ритуали се поврзани со почетокот на новата година. Имено се работи за прогнозирање на новата година, за здравието на луѓето, на стоката и на земеделските култури и болест. Во нашите краишта за овој ден исто така се меси погача или баничка со паричка, која што паричка оној што ќе добил, ќе го седела среќа во наредната година. Обичај било на Василица да се облече исто така нешто ново кое што требало да се носи цела година. Инаку, овие традиции, овие ритуали што се правеле претекнуваат уште од предхристијанското време и нивната цел била да се донесе среќа, радост и успех како на поединецот, така и на пошироката заедница. Инаку, овие традиции по повод Василица траат со векови. За да се доживее и да се почувствува нивната вистинска вредност, треба да се биде присутен на лице место. И тогаш ќе се разреши дилемата зошто овие ритуали ги задржале своите карактеристики од најстари времења па се до ден денес. Еве овде се наоѓаме во селото Сопот, каде што оврчува традицијата од генерација на генерација се пренесува од колено на колено низ вековите. Се задоволи душата што е овдека денеска сте на Василица, овдека на Џаламарите, каде што старата традиција, младата генерација од Сопот овдека овој ја продолжува. Пред се ми представува голема чест и големо задоволство. Случајно, меѓутоа испадна многу убаво што дојдов овде во ова населено место, во ова село во Сопот и да бидам дел од оваа манифестација, традиционална манифестација по повод големиот православен христијански празник Василица. Се радувам, навистина се радувам што сум овде и посакувам и наредните години доколку ми се укаже можност пак да учествувам на една ваква манифестација. Многу години се најубаво. Почитувани мои, новото 2023 господово лето надоаѓаше. На Кестричелото од неколкуте селски мала, како бисер гердан се зареди врволица василичари, меѓу сопотци наречени џаламари, во правец на Срцелото, код малото урбано площадче, обиколувајќи го пригодно изграденото огниште, каде што од разгорената карама суво сурови дабови суровици, пламените јазици и искри високо се извива во небесната темнина, каде што насобраниот народ ги отпоздрави со познатата василичарска песна "Сурова, сурова година", која песна, почитувани мои, ќе се обидам на мој поетски начин да ја изрецитирам. Сурова, сурова година,
голем клас на нива, голем грозд на лоза, жот мамул на леса, живо и здраво до година до амина. Почитувани мои, новото 2023 господово лето, што туку беше родено. Зазореното небо над Сопот беше ведро, времето релативно топло, иако зимско, толку прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детел на тргнувањето на сопотските василичари џаламари, традиционално василичарски маскирани, околу појасот накитени со звонци, клопотарци, пеејќи ја василичарската песна "Сива, сива Василица", придружена од василичарскиот тапанџија, чиј тежок ек на тапанот ширум се разлеваше низ зазореното Сопотско поле, која песна, почитувани мои, ќе се обидам на мој поетски начин да ја изрецитирам. Сива, сива Василица, каде си се осивила, таму долу на бел Дунав, што имаше, што немаше, ми имаше златна чаша, пенатница, ми канаше слава Божа и Божика, Божик ми е на небото, слава му е на земјата, охо и година. Колку трна, претрна, толку амбари пченица, колку капки сланина, толку прасци кочина, колку трошки сирење, толку јагниња, јариња, колку писма, преписма, толку синчина, керкичиња. Почитувани мои, како изгледаше утринското тргнување на џаламарите во селото Сопот, предлагам да погледнете во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, додека ги гледате сопотските василичари, џаламари, како влегуваат разиграно во секое куќа, благословајќи го семејството, предлагам да ве запознам со моите сознанија за василичарите, василичарскиот ритуал, кој во Македонија се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Василичарскиот традиционален ритуал во селото Сопот, а и во Македонија, има митолошко потекло. Учесниците се нарекуваат василичари. Тоа се маскирани поединци, групи, од сите возрасти, организирани по маала. Иако во повеќе места оваа драмска игра се играла во текот на сите 12 некрстени денови, сепак тие најчесто се поврзани со празникот Василица. Возрастните за овие прослави се подготвуваат од порано.
Тие набавуваат прибор за маскирање, предмети за тропање и правење врева, како ѕвонци, клопотарци, тенечина, тенџерина, но и музички инструменти, гајби, кавали, тапани и слично. Со овие реквизити се создава голема врева, која има цел не само да создаде весела атмосфера, туку и да ги заплаши и избрка лошите духови. Меѓу маскираните главна улога има невестата и бабата, а некаде и зетот. Невестата секогаш е машко лице облечено во невестинска облека и представува символ на плодноста. Особено е карактеристична маската на глупавиот Август. Обично неговата улога ја прифаќаат млади луѓе, полни со енергија, бидејќи тоа го бара самиот лик. Глупавиот Август настапува со дозирана агресивност во заштита на бабата и невестата, а со публиката комуницира само со крикови и движења. Оваа маска се јавува од времето на антиката како своевидна пародија на тогашните владетели. Другите членови на васеличарите го сечинуваат братството, а членовите на братството се нарекуваат побратими. Васеличарските песни се пропратени од ритмичкиот тропот на клопотарците, опашани околу појасот на секој васеличар и васеличарскиот тапанџија, од чиј ритам на тапанот се игра васеличарското оро. Во васеличарските дружини одат луѓе, веселници, луѓе што знаат да се шегуваат. Обичаите што при тоа ги изведуваат представуваат вистинска народна драма со точно определени улоги на учесниците, со маскирање и други елементи присутни во фолклорниот театар. Васеличарите ги минуваат сите улици, застанувајќи на секоја распрсница каде што играат. Овие васеличарски дружини во секое куќа ја играле драмската игра, зашто добивале подароци како што е месо, грав, компили, масло за јадење и друго, од кои правеле заедничка гозба. Таму каде што немало да ги даруваат, правеле некоја штета, наќесто кршење на она што ќе го најдат во дворот, како што се плугот, браната или дрвената кола. Продукцијата Маријов филм има голема чест што во е поканета од името на така да речем организациониот одбор на денешниот ден на Василица на джаламарите во селото Сопот да направиме еден документарен запис. Меѓутоа низ историјата и низ вековите детите кои што се пренесува од колено на колено во оваа така да речем традиционална манифестација најглавна улога имаат невестата и свекрвата. Да им се представите твоето име, презиме? Насто Славчо. Што беше мотивацијата ти денеска да бидеш облечен во Невеста. во невеста? Тоа чест и задоволство ни е Традицијата да продолжи со години, и тоа да остане од на генерациите што доаѓа. генерација на генерација, посебно чест не да бидеме невеста. Така. Вие, господине? Најдов Ѓорѓи. Така? Улога имам баба. Баба, јас се греши свекрва, добро, така? Баба. Вие сте долго време дел од оваа манифестација. Од почеток па скоро до крај. Така. Ти се радували душите што ете овде позади тебе се наоѓаат, така да речем маскирани млади момчина, кои што селото Сопот не е од оние села заборавено, селото Сопот е село кој што наликува на градска населба, на кој што може да му позабидат и по големите градови во Македонија, Кавадарци, Неготино, Скопје, Битола и другите. Па Сопот е едно од најголемите села што може да биде и таа традиција е од памтивека, мислам, од постарите останало, па ние пренесуваме, па после па помалите ча пренесат и така од еден на друг. Туку бака сега веќе чекаат другите домаќини? Секако чекат. Со камерата ќе бидам со вас, да сте ми здрави живи, одиме. По ретко кој празник
децата одделно од возрастните новата година ја пречекуваат со посебни обичаи, игри, песни, кои многу се различни од оние што ги изведуваат возрастните, но се блиски до обичаите и песните што се изведуваат на Бадник. И на Василица, како и на Бадник, групи деца најправен околу седмичкиот оган, а потоа, одејќи по куќите ни селот или градот, пеат пригодни песни, зашто добиваат и тие подаралци. И овие песни, како и коледарските од Бадник, немаат развиена мелодија, туку се кажуваат со скандирање, со карактеристични извици на почетокот и на крајот, а и во мотивска смисла се блиски. Низ песната се искажуваат многу убави желби и благослови за родна година. Децата исто така носат прачки, дренови или сливови, со кои символично ги удираат, посебно старците и изнемаштените лица, обичај што се вика шурување, што значи и тие да се сурови, здрави како прачката. Стефан! Како се презиваш? Настов! Колку години имаш? 9! Кој деление си? Трето! Ти како се викаш? Иван! Илијовски! Колку години имаш? 9! Кој училиште? Кој деление си? Четврто! А ти? Јас сум Тео! А презиме? Тео Наумов! Колку години имаш? 7! Кој деление си? Второ! А ти? Јас се викам Нико. Келев, имам 8 години и трето одделение. По кој училиште? А? По кој училиште учиш? Дим Ангел. Како се викаш? Мартин. Презиме? Стојанов. Колку години имаш? Имам 9 години. Кој деление си? Четврто одделение. По кој училиште учиш? Дим Ангел от градот Сопот. Сега, во што си маскиран? Джалама. Во што? Джалама. Така. Да се ми здрави жив. Како се викаш? Стефан. Како си облечен? Училомарски. Ти го се викаш? Јас се викам Мартин Стојанов. А ти? Јас се викам Никола Келев. Ти? Јас се викам Никола. А ти? Се ми здрави живи. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Сопот за Василица, а дел од ова василичарско празнување ќе ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Пред се ми представува голема чест и големо задоволство. Случајно, меѓутоа, испадна многу убаво што дојдов овде, во ова населено место, во ова село во Сопот и да бидам дел од оваа манифестација, традиционална манифестација по повод големиот православни христијански празник Василица. Се радувам, навистина се радувам што сум овде и посакувам и наредните години доколку ми се укаже можност пак да учествувам на една ваква манифестација. Дека е дело за години. Многу години се најубаво. Почитувани мои, не ми се напушташе кавадаречкото село Сопот, не ми се напуштаа васеличарите, васеличарското празнување, но морав да се заминам, затоа што ме чекаа и другите кавадаречки села и за нив да направам документарни записи, со едно ветување дека со Господ напред повторно ќе го посетам селото Сопот, а мештаните
да ми ги дораскажат преостанатите, недораскажени приказни за нивното родно место, за селото Сопот.